Почитувани гледачи на македонската телевизија, добро вечер од Националната фудбалска арена Филип II Македонски. Како ретко кога исполнета, околу 20.000 присутни љубители на фудбалот, навивачи на македонскиот шампион Вардар. Има и околу 100 навивачи на АПОЕЛ, шампионот на Кипар, против кој македонскиот првак ќе се соочи во реванш над преварот од втората елиминацијска фаза во рамките на квалификациите за пласман во Лигата на шампионите. Фантастична атмосфера владее пред почетокот на овој меч, онака како што посакуваат црвено-црните момци, кои што одигра еден јуначки меч во Никозија пред 7 дена, се спротивставија и на силниот противник, поискусниот објективно, по-добро рангиран клуб, и сега очекуваат вечерва да ја валоризираат таа одлична игра и нерешените 0:0. Екипата на Вардар денеска мора да игра да постигне гол. Значи, по оние 0:0 на Кипар, потребен им е триумф на црвено-црните за повтор пат да се најдат во третата квалификацијска рунда во елитното надпреварување како во 2003 година, кога на тогашниот градски стадион во Скопје го елиминира шампионот на Русија ЦСКА Москва. Се овие деневи наликува на тие убави стари добри времиња. Затоа Вардар во малку поизменет состав, за разлика од претходниот натпревар, ги нема Филип Ивановски, тука е Блажевски како класичен напајач, шанса добива и Граздановски, со него во офанзивната варијанта Дашјан лево, Фелипе како полушпиц, во средината како последни играчи за врска Велковски и Глигоров. Значи Велковски оди на таа позиција од стоперската, а сега со 4 последни играчи за врска, а не со тројца стопери, ки игра Андреев, значи со Попов лево, Мијушковиќ десно и Грнчаров на позицијата стопер. Де Винсенти во таа четворка офанзивна единствено што игра на својата позиција полушпиц. Вандер да се игра по-конкретно, по-агресивно на него. Леал и прва интервенција по ударот на Сотирију. Бачовски, 13-та минута. Сепак и тој напушта. Жао Фелипе, одлична топка и да видиме. Еден карамбол, меѓутоа не успеа вардаровите фудбалери да профитираат. Грнчаров. Може би ова вечерва ќе биде историска. Да не видат 10. Последен пат работнички на големиот, на светиот празник Илинден на 2 август 2006-та. Еве сега добар почеток на акција. Блажевски бие и браво последниот. 54-та минута, повторно некако. Хамбарцумјан, да не сме да има грешка. Притискаат сега фудбалерите на кипарскиот шампион Макридис. Штилич не се свежи на играта. Вандар игра со лева, одлично проигрување и да видиме. Немаше офсайд. 1:0, 60-та минута на преварот. Де Винсенти кикс на одбраната и казнуваат фудбалерите на АПОЕЛ. Ја допре топката Пачовски, не успеа да исконтролира до крај. Не беше тоа пресилен удар, како сите да очекува офсайд. Еве го ова брилијантно проигрување од Вандер. Прием со гради, поглед на Де Винсенти кај вториот помошник на масата му е Марко Барбирати. Дилемата е дали Мијушковиќ остана на таа позиција, може би од сега Вандер ќе остане дилемата од овие агли. Не може да процениме и нема двојно проигрување, повторно Макридис не успеа да протне таа топка до Леал. Сега се отварали простор. Филип Ивановски, тој треба да е напред. Некој друг да ја носи топката кон него. Александру, топка бара Штилич, оди таа за Леал, нема офсайд, брани Пачовски. 85-та минута. И уште една можност. Стојков. Назад го има Глигоров. Прием на Глигоров. Лошо. Во поглед на тоа за евентуално да бие, затоа кон Хамбарцумјан се плете мрежа Стојков и Еве спрема 94-та минута. Има уште 2 минути. Еве она што го зборувавме претходно, никогаш не треба да се предава еден тим, спортист или клуб како што е Вардар во случајов и во индивидуалните и во колективните спортови е тоа правило. Штета што овој гол не се случи нешто порано. Љапчевски се одби топката, но завршува во мрежата. Погледнете уште еднаш.
Ова е таа упорност, ова е таа најстојчивост која што е потребно. Чудата не се случуваат туку така, треба максимална пожртвуваност и сега околу, не знам, можеби 2 минути. Глигоров треба да се исфрли што побрзо напред. Попов, тој има најсилен, најдолг удар, дијагонала. Треба да исфрлува Попов, нема многу време, секунди се во прашање. Еден подарок како што само посака кипраните кои се во третото елиминацијско коло. Вардар не загуби, не беше инфериорен во дуелите со кипраните кои покажаа дека се поискусни. Зошто 4 сезони играат во групната фаза во Лигата на шампионите, но благодарение на голот на гости тука во Скопје одат во третото елиминацијско коло. Во Кипар 0-0 на националната арена Филип II 1-1. На Вардар сепак му недостига уште некое ниво квалитет и пред се искуство. Кипраните ги искористија своите моменти и затоа продолжуваат натаму. Штета за Вардар, веруваше во себе, настојчиво некако фудбалите во црвено-црни дресови до крај се обидува, на крајот сепак предоцна го постигна овој израмнувачки гол.